Бројни примери на непотизам. А1 открива како баџанаци, другари, ученици на лидерот на Либерално-демократската партија и министер за локална самоуправа Горан Милевски успеале да се вработат на државно, а други пак да добијат ангажман токму во министерството со кое што раководи Милевски. Станува збор за лица кои покрај тоа што работат во локални или државни институции, паралелно членуваат и во управен одбор на друга институција. Таков е примерот со битолчанецот Борче Груевски, член на партијата, кој е вработен во општината во одделението за култура, а воедно и е член на управниот одбор во комисијата за пошти. Во оваа група се наоѓа и Андреј Јосифовски, баџанак на Милевски, кој од 6 јули 2021 година до неодамна беше шеф на општинскиот изборен штаб на ЛДП во Центар. Тој е директор на сектор во Државна лотарија и член на комисијата за пошти, каде што според информациите на А1 се добива паушал од околу 45.000 денари. Неговата сопруга Сања, која е сестра на сопругата на Милевски пак, е вработена во Државниот испитен центар. Според информациите на А1 и други двајца другари на баџанакот Јосифовски се вработени во Државна лотарија. Се работи за лицата Андреј Крстевски и Томица Николовски, председател на општинскиот изборен штаб на партијата во Кисела Вода, кој патем годинава има и 3 исплати од по 33.000 денари и едно од 19.800 денари од Министерството за локална самоуправа. Други лица пак се ангажирани од страна на самото министерство со кое раководи Милевски. Тоа е Томас Дебаловски, другар на баџанакот на Милевски, кој е ангажиран преку Министерството за локална самоуправа. Во периодот од 2019 до 2022 година има 22 исплати по 33.000 денари. И Љубомир Таневски е другар на баџанакот на Милевски, кој е ангажиран преку проект на Министерството за локална самоуправа. Во периодот од 2019 до 2022 година има вкупно 22 исплати од по 58.302 денари. Алатката Отворени финансии покажува дека за потребите на Министерството за локална самоуправа била ангажирана и Бисера Јакимовска, која во времето на градоначалничкиот мандат на Андреј Жерновски во општина Центар беше раководител на сектор за урбанизам и планирање. Според податоците, таа има 3 исплати. Една во 2021 година од 151.921 денар и две во 2019 година со две различни суми, 40.000 денари, односно 10.909 денари. Но има и такви кои успеале да добијат и добро платени ангажмани во Министерството за проекти кои се спроведуваат преку швајцарската агенција. Дел од нив е Александар Мишев, кум на Андреј Јосифовски, баџанакот на Милевски, кој прво бил вработен во Министерството за локална самоуправа како посебен советник, а подоцна е префрлен на проект преку швајцарската агенција. Инаку, од средината на март, Мишев е и нов председател на општинската организација во Центар. Според податоците на алатката Отворени финансии, има 9 исплати од кои 5 од 81.821 денар и 4 од по 102.280 денари. Филип и Теодора Димитровски исто така се ангажирани преку проект на швајцарската канцеларија. Филип, кој е ученик на Милевски, има 8 исплати од кои 5 во вредност од 81.823 денари, додека Теодора вкупно 9 исплати од кои за 8 месеци добила по 53.277 денари и еден месец била исплатена со 69.260 денари. Покрај овие лица, А1 дознава дека постојат и други ангажмани во институцијата со авторски договори преку агенција. За овие ангажмани нема објавено јавен оглас, туку само е спроведено барање за поднесување понуда, во кои заинтересираните кандидати покажале интерес, а Милевски лично одлучил кого ќе го одбере. А1 се обрати до швајцарската амбасада во Скопје, оттаму ни одговорија дека Швајцарија придонесува за неколку проекти на Министерството за локална самоуправа. Се работи за проект за одржлив и рамномерен регионален развој со швајцарски придонес од 3.680.000 швајцарски франци, проект за одржлив и рамномерен регионален развој, фаза 2, со швајцарски придонес од 4 милиони швајцарски франци, во кој имплементатор е Министерството за локална самоуправа и за јакнување на општинските совети, фаза 2, со придонес од 2 милиони 636.000 швајцарски франци, во кој имплементатор е UNDP, одговорија од амбасадата. На прашањата за тоа кои лица се ангажирани на овие проекти одделно, не упатија одговори да побараме од Министерството за локална самоуправа со образложение дека проектите се директен придонес во владина програма. За сите овие наоди, А1 се обрати и до министерот Горан Милевски.
Тој не гледа непотизам во вработувањето на Баџанакот и неговите пријатели во државна лотарија, велејќи дека ниту е надлежен, ниту има каква било допирна точка со оваа институција. Милевски вели дека како партија не водат евиденција кој од нивните членови каде работи, независно дали тоа е приватен или јавен сектор. Во однос на Агенцијата за пошти, каде членуваат и Баџанакот и друг сопартиец, Милевски вели дека изборот го врши собранието на предлог на Комисијата за избори и именувања. Милевски не дава конкретен одговор на прашањата за тоа кој и колку лица се ангажирани на проекти преку Министерството за локална самоуправа и на кој начин, односно дали постоел оглас или самиот одлучил кој ќе биде ангажиран. Тврди дека ангажманот на експертите се врши врз основа на стручноста и компетентноста на ангажираните лица, а не водејќи се од партиската припадност. Поголем дел од ангажираните лица се преземени од првата фаза на проектот, од дел на проект на кој беше задолжен кабинетот на вице-премиерот и од делот на Министерството за локална самоуправа. Во тимот поради обемот на работните ангажмани, вклучени се и дополнителни лица чиј избор е извршен согласно предвидените законски процедури. До сега има вслушнато за партиски вработувања и непотизам, но нема вслушнато за категорија пријатели. Кога ангажираме луѓе, се водиме првенствено од квалитетот и стручноста што ги поседуваат ангажираните лица, а не врз основа на партиската припадност. Дел сме ги презеле од банкарскиот сектор, а сум ги запознал првпат кога влегле на работа кај нас, тоа е непобитен факт.